Замислете си еден граб, претворен во вистинска тврдина, цврсто стегнат од окупаторска сила. Како е воопшто можно да биде ослободен за само неколку дена? Денес ќе се нурнеме во приказната за таа брза и решавачка операција во ноември 1944 која ја испишала судбината на Битола. Германските сили, знаете, ја претвориле Битола во нешто што требало да биде апсолутно непробојно. Затоа главното прашање на кое ќе бараме одговор е како и покрај се паднала таа така наречена непробојна тврдина. Добро, ајде да видиме за што точно станува збор. За да сватиме колку била голема победата, прво мора да видиме колкава била пречката. Германските сили се вкопувале и се зацврствувале таму уште од октомври. Размерот на таа одбрана бил огромен. Зборуваме за околу 100 митралези, 25 минофрлачи и огромна мрежа на ровови. Значи, оваа не била само некоја обична предстража, туку сериозно воено упориште, дизајнирано да издржи буквално секаков напад. Стратегијата им била, да кажеме, кристално јасна. Таа главна одбрамбена линија се протегала од Света Недела преку монополот и железничката пруга па се до француските гробишта. Практично создале еден зацврстен прстен околу градот. Со сите тие зајакнати пунктови, тие буквално го држеле градот под клуч. Но и покрај оваа навидум непробојна одбрана, била донесена една одлучувачка наредба. Ова е моментот кога почнува вистинската офанзива. Клучниот момент се случил на 2 ноември. Тогаш 49-та дивизија добила директна и јасна наредба: ослободете ја Битола. Во самиот град веќе владеела опсадна состојба, знаете, со ограничено движење и барикади насекаде. Последниот решавачки напад бил пред самиот почеток. Оваа временска рамка најдобро покажува колку брзо се одвивало се. Значи, во октомври германците се зацврстуваат, на 2 ноември стигнува наредбата, веќе на 3 избувнуваат првите големи битки кај Могила и до 4 ноември градот е слободен. Неверојатно брза, речиси молскавична акција. Но што ја предизвикало целата оваа брзина? Што ја запалило таа искра? Па одговорот стигнал во форма на една порака од самиот врв на командната структура, која драстично ја зголемила итноста. И тука работите стануваат на вистина интересни. Зошто одеднаш толкав притисок? Зошто ослободувањето на Битола, заедно со Гевгелија и Дојран, одеднаш станало толку итно? Еве ја причината, директно од Врховниот штаб. Телеграмата од Тито гласела: многу е важно да бидат заземени што побрзо градовите Гевгелија, Дојран и Битола. Ова, се разбира, не било предлог. Ова било стратешки императив. Клучно за да им се пресече патот на германските линии за повлекување и да се обезбеди целиот јужен фронт. Значи, кога ќе стигне таква наредба од самиот врв, нема чекање. По оваа телеграма, 49-та дивизија веднаш ги засилила своите акции. Притисокот од врвот директно се претворил во зголемен воен притисок на теренот. И со тоа доаѓаме до самиот врв на приказната. Кулминацијата. Последниот налет и пробивот во самиот град. Добро, ајде да го разгледаме тој клучен ден, 4 ноември, чекор по чекор. Прво, борбата кај Могила продолжила со несмалена жесточеност. Потоа, 7-та бригада го започнала својот одлучувачки напредок. Набрго потоа, партизанските единици конечно влегле во Битола, каде што биле пречекани со огромно воодушевување од граѓаните. Една брза и успешна низа на настани. И секако, секоја ваква акција има и свој предводник. Начело на овој историски пробив бил командантот на 7-та бригада Пецо Гудовски. Токму тој ги водел своите единици во градот, обележувајќи еден од најважните моменти во историјата на Битола. Битката била добиена, градот бил слободен, но она што следело било многу повеќе од само воена победа. Тоа била всушност зората на една сосема нова ера за градот. Замислете, после скоро 4 долги години под окупација, македонските борци го ослободиле својот град. Битола славела. Насекаде се чувствало некое празнично ослободително расположение. Изворниот материјал го доловува тоа прекрасно. Луѓето биле радосни, бидејќи ете, конечно, изгреа ново сонце на слободата.
Ослободувањето е момент на еуфорија, на чиста радост и триумф. Но, кога ќе стивне славењето, тоа исто така го означува почетокот на едно ново, тешко поглавје. И ова не остава со една последна мисла. Што останува по речиси 4 години окупација? Да, сонцето на слободата изгреало, но патот кон обновата на градот и на целото општество, тој пат што туку започнал.